spomene da ova mala scena gradonačelnikot Saško Nikolov. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav na sите vaši gledači, evo od Pobednički Radović. Gledam дека луѓето со нетрпение го очекуваат овој вечерашен. Апсолутно, радовишени се луѓе кои што знаат да го препознаат доброто. Во овој случај, како и многу пати претходно, јас сум убеден дека председателот Иванов ќе ја добие довербата на граѓаните на Радовиш. Тоа го заслужуваат овој човек со сета негова посветена, одговорна работа во изминатите 5 години и верувајте дека еве Радовиш во втор пат ќе гласа за господинот Иванов. Каде Радовиш? Ајде прво да го представиме Радовиш. Колку жители има, колку гласачи? Па Радовиш спаѓа во средните по број на жители градови во Република Македонија, број некаде околу 28,500 жители. Согласно последниот попис, јас верувам дека таа бројка веќе е поголема. Сега на следниот попис верувам дека бројката ќе биде над 30 жители. Значи таа бројка во градот и со сите населени места. Генерално Радовиш е земјоделски крај кој што еве за наше задоволство последната година, 2013 година, благодарение на соработката која што ја воспоставивме со владата на Република Македонија, благодарение на таа кохезија која што имаме како институции, во Радовиш се случија многу позитивни работи во повеќе сфери од нашето општествено живење. И во делот на патната инфраструктура, и во делот на здравството, и во делот на спортот, па и секако и во делот на земјоделието. Вие, како градоначалник, си дадовте отчет. Председателот на државата воведе нова практика, даде отчет. Каде радовишани се видува во тој отчет, но и во програмата која што вечерва ќе ја представи пред нив, па најќа до вербата за втор пат годишен. Па сигурно, се тоа што се случува во Радовиш, ние самостојно како локална самоуправа нема да можеме да го направиме ако ја немаме поддршката од владата и секако од председателот на државата господинот Иванов. Благодарение на таа соработка која што имаме, реков во Радовиш се случија доста позитивни работи. Можеби 2013 година е година на инвестициите во патната инфраструктура. Благодарение на средствата кои што ги имаме добиено од кредитот од Светска банка, во Радовиш се реализирани повеќе локални патишта. Тука се локалните патишта покрајчево село Злеово, покрајчево М6, Јарголица М6, локалниот пат булевар Александар Македонска улица, Плачковица, пат за планина Плачковица, улицата Кожабаин. Сега во теке отпочнување на работите на локалниот пат Подреш, село Смилјанци. Значи или со еден збор 915.000 евра инвестиции во патната структура, во патната инфраструктура. Ако на ова го додадеме и сегментот на инвестиции од собствениот буџет на локалната самоуправа, некаде околу 12 милиони за санација на фреквентните сообраќајници во нашата општина, во градот и во населените места, мислам дека еве некаде доваѓаме до бројка околу 1 милион евра инвестиции во патната инфраструктура и тука не застануваме. Наредниот период, наредната 2014 година, веќе имаме амбициозен буџет, амбициозна програма, повторно во делот на патната инфраструктура и ќе се случат исто така инвестиции големи. Ќе имаме на капитална инвестиција на еден локален пат кој го поврзува селото Подреш со селото Калугерица во должина од 4 километри или инвестиција околу 6.000 евра, која ќе ја обезбедиме благодарение на соработката со владата, со Министерството за финансии, односно еве и во континуитет ќе ја продолжиме праксата на инвестиции во патната инфраструктура, како и во делот на средствата од собствениот буџет ќе санираме одредени сообраќајници, одредени локални улици на територијата на целата општина. Програмата на председателот Иванов, неговата работа досега беше во насока на развој на науката, како поле кое што треба да ги остави младите во Македонија, младите да останат онаму каде што се. Колку што знам, Радовиш работи на отворање своја развојна, индустријска развојна зона. Каква е состојбата? Радовиш можеби една општина која е привилегираната со
еден збор кажано, која што 2014 година ќе добие технолошко-индустријска развојна зона благодарение на целокупната подршка која што имаме и од председателот Иванов и од премиерот Груевски. Значи, сите потешкоти, сите препреки кои што ги имаше владата, односно Агенцијата за странски инвестиции, во делот на расчистување на имотно-правните односи и сите тие правни товари кои што беа пречка за да се остава таа зона веќе се надминати. И јас очекувам дека првата половина на 2014 година ќе отпочнат и градежните активности во делот на технолошко-индустријската развојна зона, која што всушност значи и подобра иднина и подобра надеж за граѓаните и за градот Радовиш. Тоа е основата на идниот развој на нашиот град. Тоа што Радовиш го одвојува од другите, тоа е рудникот Бучи. Да, во делот на средствата кои што ги добиваме, повторно благодарение на владата и на парламентот на Република Македонија, кој што направи законски измени во делот на концесискиот надомест за искористување на минералното добро во општините, во овој случај рудникот Бучи. Претходно тие средства се упаќа во централниот буџет. Сега пред некоја година тоа веќе не е пракса, односно имаме промена на законот за искористување на минералното добро и тие средства кои што Бучим ги плаќа по однос на концесиски надоместок се уплаќаат на средствата на локалниот буџет. Односно тие средства веќе ги имаме како средства на располагање да го развиваме, да го разобуваме градот и да правиме инвестиции и во другите сегменти, и во здравството, и во спортот, како и да организираме манифестации во кои што Радовиш ќе биде препознат. И Радовиш е една од градовите, една од општините, која што со нетрпение го очекува, завршувањето на оно што неодамна се започна, а тоа е автобатот Миладиновци Штип. Да. Особено што се врзува, зона развој. Апсолутно. Овој автопат и како е значен за развојот на овие помали места од истокот или југоистокот на нашата држава и секако сите овие проекти кои што ги реализира генерално владата на Република Македонија одат во насока да се подобри живењето на граѓаните, во овој случај и на граѓаните на општина Радовиш. Јас мислам дека како и досега и во наредниот период и како ќе имаме таа подршка во делот на секој сегмент на нашето функционирање. Може ли да истакнеме неколку личности кои што се слика и одлика на Радовиш? Па имаме, Радовиш има доста истакнати луѓе и во делот на културата, и во делот на науката. Ќе имате прилика и да поразговарате. Ние сме посебно горди што наш сограѓанин е и декан на Финки факултетот. И има и други познати дејци тука во делот на фолклорот, Панчо Тарабунов, во делот на културните случувања имаме исто така истакнати дејци. Мислам, Радовиш е расадник на таленти во секој сегмент. Значи, дали во културата, дали во спортот, дали во политиката, Радовиш важат за амбициозни.